понеделничко издание на регионалните вести. Зголемување на водостојот на речните водотеци во Полошко предизвика врнежливото време. Според метеоролозите, оваа работна недела не се очекуваат врнежи, чии количини би предизвикале поплави и излевања. Врнежливото време го зголеми водостојот на водотеците во Полошкиот регион. Последните истражувања од одделот за хидрологија при управата за хидрометеоролошки работи посочуваат дека водостојот на реката Вардар е релативно висок, но опасност од излевање нема. Сепак граѓаните треба да внимаваат доколку поминуваат покрај водотеци. Водостојот на река Вардар во Полошкиот регион е релативно висок. На хидролошката станица во Игуновце вчера беа измерени 92 см, а веќе утрово се бележи водостој од 140 см. Тоа е покачување од 56 см. Ова покачување се јавува како последица на врнежливото време, кој директно преку водотеците од Чртонискиот масив во реката Вардар внесуваат нови количини на вода, но и вода која поминува низ турбините во ХЕЦ Равен. Од надлежните при хидроцентралата Равен добивме информација дека во Вардар од Равен влегуваат 27 метри кубни во секунда. Врнежите престанаа и знаејќи дека моментално кај Буна стигнаме проток од околу 40 метри кубни во секунда, а критичната точка на излевање е над 60 метри кубни во секунда, во моментов на река Вардар во Полошкиот регион не би требало да постои опасност од излевање. Но треба да се внимава поради можноста од понатамошно покачување на водостојот. Секако треба да се внимава и на помалите водотеци и опасноста од активирање на локалните порови. Затоа препорачуваме внимателно движење покрај сите водотеци и порови во овој дел на Република Македонија. Нашите информации ги проследуваме до Центарот за управување за кризи. Општините би требало редовно да добиваат навремени информации и соодветно да реагираат. Инаку денес во Македонија преовладуваше облачно и посвежо време со локални слаби врнежи од дожд. Според метеоролозите, оваа работна недела нема да донесе поголеми проблеми кога е временската состојба во прашање. Не се очекуваат врнежи чии количини би биле проблем во однос на влошување на хидролошката состојба. Вторник ќе биде облачен ден со врнежи претежно во планинските региони низ земјава. Слаб дожд на пониските места се очекува локално во западниот крај. На планините врнежите ќе бидат од снег. Среда претежно облачна се очекува снег само на планините. На пониските места претежно облачно. Во четврток облачноста постепено ќе се намалува, се очекуваат сончеви периоди, додека во петок се очекува претежно ведро време. Утринските вредности на температурата овие денови на пониските места ќе остане позитивна. Деновите се до петок ќе бидат релативно свежи. Максималната температура низ котлините во западниот и северниот крај генерално ќе има вредности помеѓу 9 и 12 степени, а на југоисток околу 14. Петок ќе биде за околу 2 до 3 степени потопол во однос на претходните денови. Што се однесува за состојбата со патиштата, поради интензивни врнежи од снег, воведена е забрана за сообраќај за тешки товарни возила на патниот правец крак Маврово-Дебар. АМАСАМА препорачува внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Посебно внимание е потребно на делниците кои минуваат низ клисурите и засеците, особено на патните правци, каде е можна почеста појава на удрони. Законската обврска за задолжително поседување на зимската опрема во возилата трае до 15 март 2016 година. Подпредседателот на СДСМ Дамјан Манчевски денес беше во посета на Гостивар. Подпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Дамјан Манчевски денот го помина во Гостивар на средби со своите сопартијци и со граѓаните. Од градскиот плоштад испрати порака дека е неопходна теренска проверка од Државната изборна комисија за да се отстранат неправилностите во избирачкиот список, потенцирајќи дека и гостиварци масовно пријавувале пропусти во списокот. Тие што правеле изборни криминали треба да одговараат, изјави Манчевски. И граѓаните на Гостивар масовно пријавуваат неправилности во избирачкиот список. Клучно е во следниот период Државната изборна комисија да направи и теренска проверка со што ќе се отстранат неправилностите од избирачкиот список. Неправилности кои што ги создадоа бандата на Никола Груевски, Мијалков и Ставревски за да ги крадат претходните избори. 10 години ДПМН и ДУИ имаа мнозинство и контрола на Државната изборна комисија. 10 години сестринските ДПМН и ДУИ имаа контрола и над Министерството на внатрешни работи и ништо не направија за да се отстранат овие неправилности. За сите криминали
оние што ги сториле ќе одговараат. Затоа е клучно Уставниот суд во среда да одлучува согласно Уставот, а не согласно партиските наредби на ДПМН. Манчевски јавно го повика председателот Ѓорѓе Иванов да одговори дали ги прифаќа ингеренциите да помилува лица кои го прекршиле изборниот законник. Деновиве гледаме дека и Ѓорѓе Иванов знаел да зборува. Кога е тоа веќе така, го прашуваме и јавно да одговори дали ги прифаќа ингеренциите да аболира криминалци кои што го прекршиле изборниот законник. Јавно го прашуваме дали има добиено наредба и дали планира да ги аболира криминалците на Никола Груевски, Мијалков и Ставревски. Подпредседателот на СДСМ потсети дека партијата има отворено посебен телефонски број за пријавување на нерегуларности во избирачкиот список и ги охрабри граѓаните ако имаат таков случај да го пријават. И СДСМ, знаете, покрај Државната изборна комисија отвори телефонска линија за пријавување на неправилностите. Таа телефонска линија ќе остане активна и во натамошниот период, со цел да им даде на граѓаните шанса и понатаму да пријавуваат неправилности, кои што СДСМ ќе има повторно право да ги пријави до Државната изборна комисија. Не верувам дека се работи за посебен тип на неправилности во Гостивар, се работи за случаи кои што се распространети низ цела Македонија. На денешната агенда на Манчевски беа зацртани и средби со младите и пензионерите од Гостивар. Подпредседателот на СДСМ во Гостивар беше придружуван од Дејан Павлевски, прв човек на Комисијата за локална самоуправа на партијата. На Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово и во Средното медицинско училиште Никола Штеин денес беа одржани презентации за програмата за размена на студенти и ученици Erasmus+. Годинава Република Македонија ќе добие 5 милиони евра за различни проекти, а можат да аплицираат ученици, студенти, просветен кадар, предпријатија и здруженија на граѓани. Денес во Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово заедно со Националната агенција за европски програми и мобилност презентираме програмата Erasmus Plus 2014-2020. Вакви презентации има низ цела Република Македонија. Оваа програма конкретно е многу важна и можност за младите од Република Македонија да искористат искуства од земји од Европска Унија, каде што ќе разменат искуства во однос на нивната професионална или нивната стручна ориентација. Второ, тоа помага и во социализацијата со европските земји, со младите од европските земји. И трето, возможува нова перспектива за војнина за младите после завршувањето на нивните студии. Овие се важни работи затоа што се програми кои се наменети и за земји членки на Европска Унија и за земји кандидати како што е Република Македонија, им даваат можност за младите да се интегрират во европското семејство уште во порана фаза, уште во фаза кога ние како земја кандидат ги правиме нашите чекори кон започнување на проговори и официјално членство на Европска Унија кога ќе се заокружи тој процес. Важно е дека со вакви програми веќе во досегашниот период се искористени од вкупно програми на Унијата околу 800 проекти во досегашниот период. Само минатата година и во рамките на Erasmus Plus околу 4,3 милиони евра. Денеска бевме во училиштето, во медицинското училиште Никола Штеин, каде што ги посетивме учениците кои што остварија мобилност за учење во Словенија во рамките на соработката и на Erasmus Plus проектот кој што го имаат заедно со словенското училиште во Целе. Исто така сме во Универзитетот на Југоисточна Европа да презентираме програмата Erasmus Plus, поточно да ги презентираме можностите кои што ги имаат студентите во рамки на програмата Erasmus Plus. Инаку Националната агенција, исто така, освен овие две институции кои што ги наброја, во Тетово има доделено и грантови на Земјоделското училиште, исто така и на Тетовскиот универзитет и на неколку невладини организации. Инаку во 2015 година имавме висока реализација од 97,22%, која што ќе се обидеме и оваа година да повториме, имајќи
имајќи во предвид дека на Националната агенција на располагање од страна на Европската унија и составени 4,7 милиони евра за оваа година, за 2016 година. Универзитетот на Југоисточна Европа повторно аплицираше, инаку за 2015 академската 2015-2016 година се вкупно Универзитетот на Југоисточна Европа ќе користи повеќе од 300.000 евра во неколку сегменти, односно во сегмент мобилност на студенти и наставници, мобилност на наставници кон земји надвор од Европската унија и како стратешки партнерства во областа на образованието, односно во областа на училишното образование со партнери од европски земји. Така што се работи за 3 проекти, носители се на 3 проекти, во клучната акција 103, во клучната акција 107 и клучната акција 201. Ова покажува исклучителна ефикасност на универзитетот и ние им честитаме за ова. Очекуваме Тетово да биде се повклучено во програмите за Еразмус+. Овие 2 години бележиме добар напредок и се надеваме дека и во иднина ќе имаме уште повеќе корисници од овој град. 36 годишник извршил семејно насилство врз својот татко. 68-годишниот тетовец семејното насилство од неговиот 36 годишен син го пријавил во полицијата вчера наутро. По нивната меѓусебна расправија, синот му нанел видливи повреди на главата и лицето, причинил значителни оштетувања во станот и заминал. Со возило на брза помош, повредениот татко пренесен и задржан за лекување во Тетовската клиничка болница. Нешто подоцна, неговите повреди и оштетувања во станот се фотодокументирани. Пријавениот повикане во секторот за внатрешни работи Тетово и по расчистување на случајот ќе се соочи со соодветен поднесок. Инаку годинава, заклучно со 10 овој месец, секторот за внатрешни работи Тетово поднел 7 кривични пријави за семејно насилство, случајни на Тетовското подрачје, од кои 5 за насилство со нанесување телесни повреди и 2 исто така со нанесување телесни повреди и со загрозување на сигурноста. Пријавите се поднесени против 8 сторители. 7 од нив се машки, а 1 женско лице. Половина од случаите се насилство од сопруг врз сопруга, 2 од синови на татковци и така натаму. Во полицискиот билтен на СВР Тетово регистрирана кражба во црква во Волковија. Непознати сторители украли украсни дрвца од фирма од Прелюбиште. Во сообраќајна незгода во Тетово пак повреден велосипедист. Црквата Света Мина во Тетовско Волковија мета на кратци. Во периодот помеѓу 5 и 13 овој месец, засега непознати сторители по насилното отстранување на катинарот одзеле околу 1000 денари, а потоа незабележани од никого го напуштиле верскиот објект. Кражбата ја пријавил член на црковниот одбор од ова село. Извршене увити се работи на откривање на сторителите. Кражба регистрирана и во фирма во Тетовско Прелюбиште. Вработен вчера наутро пријавил дека претходниот ден непознати сторители од расадните ниви во жилчена површина од 30 метри квадратни искорнале и одзеле 350 украсни дрвца со големина од 20 до 25 сантиметри. Дрвцата најверојатно со рачна количка биле изнесени од нивите, додека вкупната материјална штета се проценува на 22.000 денари. Ден пред тоа, друг вработен во оваа фирма пријавил дека од истото место биле одземени 700 дрвца, кои биле засадени на површина од 70 метри квадратни, а причинетата штета во таа кражба е проценита на 700 евра. Се преземаат мерки и активности за целосно расветлување на сите поединости поврзани со пријавеното и за откривање на сторителите. Од полицискиот билтен и информацијата за сообраќајна незгода на улицата Илинденска во Тетово случајна вчера наутро. Во неја учествувале патничко возило Пасат со тетовски регистерски таблици, управувано од 34 годишен тетовец и 86 годишен велосипедист исто така од Тетово. Во незгодата велосипедистот здобил тешки телесни повреди, со друго возило пренесене во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштене на домашно лекување. Во несреќата исто така оштетено и паркирано возило Голф со тетовски таблици. Извршени увити се утврдува причината за несреќата. Во Полошкиот регион викендов беше спроведена полициска акцијска контрола, во која бе опфатени 96 возачи. Секторот за внатрешни работи Тетово викендов што измине реализираше уште една од серијата сообраќајни акцијски контроли, во чие средиште беше алкохолот.
Со акцијата во Тетово, вкупно беа фатени 45 возачи, а 15 од нив биле алкотестирани. При тоа, кај еден утврден алкохолизираност, веднаш исклучен од сообраќај, се соочи со поднесок. Во акцијата исто така откриени се и 6 други видови прекршоци: неатестирани фоли, неносење возачка дозвола, зборување на мобилен телефон, истечена регистрација и така натаму. И овој прекршоци се санкционирани со платни налози и со писмени опомени. Во гостиварската акција контролирано е вкупно 51 возило, од кои 11 се алкотестирани, додека 20 од тестираните управувале под дејство на алкохол и поради тоа исклучени се од сообраќај. Од 8 други видови прекршоци констатирани во акцијата, дури 5 возачи немале валидни дозволи, односно биле задволен без положен возачки испит и ги очекува глоба од 300 евра за возачот, плюс 400 евра во денарска противредност за собственикот на возилото. Утре е последниот рок за поднесување годишна даночна пријава во Управата за јавни приходи. Утре 15 март е последен ден за поднесување на годишни даночни пријави за остварени приходи на граѓаните во изминатата 2015 година. До 14 март годинава поднесени се вкупно 316.756 годишни даночни пријави, од кои 1530 се поднесени по електронски пат преку системот е-даноци. Најголем број на даночни пријави се поднесени во контакт центарот на УЈАП, и тоа 77.866. Во регионалната дирекција во Тетово пак поднесени се 22.562 годишни даночни пријави. За да ги избегнат метежите, од УЈАП препорачуваат граѓаните кои се регистрирани корисници на е-даноци своите пријави да ги поднесат по електронски пат. Истовремено подсетуваат дека работното време на даночните канцеларии на Управата за јавни приходи е од 8:30 до 18 часот, додека работното време на контакт центарот на УЈАП е од 9 до 20 часот. Годишна даночна пријава треба да поднесат граѓаните кои освен плата или пензија оствариле дополнителни приходи. Согласно Законот за персонален данок на доход, предвидени се соодветни санкции за граѓаните кои што нема да поднесат даночна пријава или ќе ја пополнат неточно или со лажни податоци, односно казни од 100 до 200 евра во денарска противредност. Тројца мигранти од Авганистан рано изутрината околу 3 часот и 30 минути се удавија во надојдената вода на Сува река, откако илегално ја минале македонско-грчката граница во близина на селото Моин, соопштија од Центарот за управување со кризи. Групата афганистанци броела 26 члена, од кои останатите се спасени од македонските безбедносни сили, што ја контролираат македонско-грчката граница. Тие се чувствуваат добро и се сместени во Гевгелискиот прифатен центар. 5 новинарски и медиумски организации во наредниот период ќе работат заедно да ги убедат сите одговорни да се направат реформи во медиумската сфера пред изборите закажани за 5 јуни, рече денеска на пресконференција председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија, ЗНМ, самостојниот синдикат на новинарите и медиумските работници, Македонскиот институт за медиуми, Советот на етика на медиумите и Институтот за комуникацијски студии. Во петокот оствариле барање за средба со председателот Ѓорѓе Иванов, со председателот на Собранието Трајко Велјановски и со лидерите на политичките партии, подписници на договорот од Пржино. Селмани посочи дека инсистираат САД и ЕУ да бидат вклучени во разговорите како и досега и како што рече нивниот предлог базиран на нашите ставови да биде основа околу кој ќе се бара решението. Тој рече дека од лидерите на 4 најголеми политички партии бараат објаснување зошто пропаднаа преговорите за медиумските реформи. Основните барања на 5 новинарски и медиумски организации според Селмани се забрана на владини реклами, МРТВ и Агенцијата за медиуми да се ослободат од контролата на власта и да се обезбеди нивно стабилно финансирање, да се намалат обврските и казните за приватните медиуми и поголема транспарентност на институциите.
Турските власти соопштија дека најмалку 37 луѓе загинале во силната експлозија што вчера вечер се случи во турскиот главен град Анкара. Министерот за здравство изјави дека 125 луѓе биле ранети, од кои 20 во критична состојба. Председателот Реджеп Тајип Ердоган изјави дека Турција станала цел на терористички напади поради нестабилноста во регионот во изминативе години. Тој додаде дека терористичките организации напаѓале цивили бидејќи ја губат битката со безбедносните сили. Експлозијата се случи во Гувен парк, на плоштадот Кизилај, клучен транспортен и трговски центар во Анкара. Станува збор за самоубиствен напад со автомобил бомба. Засега никој не ја презеде одговорноста за нападот. Фракција на Ал-Каеда во Африка ја презеде одговорноста за нападот што вооружени луѓе вчера го извршија врз едно туристичко место во брегот на Слоновата коска, при што беа убиени 16 лица. Добро вооружени луѓе нападнаа 3 хотели во градот Гранд Басам. 6 од напаѓачите биле убиени од безбедносните сили, соопшти председателот на оваа земја. 4 странци биле од Германија, Франција, Буркина Фасо и Камерун. 3 палестинци нападнале израелски војници и раниле 4 од нив со огнено оружје од автомобил кој бил паркиран меѓу воените автомобили. Подоцна напаѓачите биле ликвидирани во областа Хеброн на западниот брег, соопшти израелската армија. Сите повредени војници се одведени во болница. Излезните анкети покажуваат дека антимиграциската партија Алтернатива за Германија успеа да влезе во 3 регионални парламенти на изборите, кои беа засенети од миграциската криза во Европа. Се очекуваше оваа партија, која беше формирана пред 3 години, да постигне успех со оглед на либералната политика на канцеларот Ангела Меркел во врска со миграциската политика. На овие избори, познати како Супер недела, се гледа како на референдум за одлуката на Меркел да ја отвори земјата за мигрантите и бегалците од Сирија, Ирак и Авганистан. Германската канцеларка Меркел не планира да ја менува својата политика во врска со бегалците и покрај тешкиот пораст на вчерашните покраински избори. Роботското летало го почна 7-месечното патување до Марс како дел од Европско-руската вселенска мисија за барање знаци на живот на црвената планета. Руската ракета Протон, која го носи вселенското летало Ексомарс, беше лансирана денеска од рускиот космодром во Казахстан. Леталото, кое има сателит и модул за слетување, треба да стигне на Марс кон средината на октомври, пошто ќе анализира атмосферата за да провери дали може да обезбеди докази за живот. Исто така ќе се тестираат и можностите за безбедно слетување на втората беспилотна мисија на Марс, која е закажана за 2018 година, кога треба да се прати летало кое ќе ја тестира почвата. Денес имавме облачно и посвежо време со локални послаби врнежи од дожд. Дуваше умерен повремено засилен северен ветер. Утринската температура се движеше од -7 до 4, а дневната од 5 до 9 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер од југозападен правец. Утринската температура ќе се движи од 1 до 3, а дневната од 4 до 8 степени. Тука е крајот и на овие регионални вести. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Пријатно!